Иако сите очекуваат снег надвор, температурите далеку над просекот за овој период од годината. Што се случува со времето? Повеќе од дежурниот синоптичар Маја Марковска, кажете ми какво време не очекува денови? Нашето подрачје се уште е под влијание на висок воздушен притисок, затоа се всушност овие високи температури, ваквото стабилно време. И понатамо се до среда нашето подрачје ќе биде под ова влијание, ќе се задржи стабилно, суво и релативно топло време. Утринските температури на некои места ќе се спуштат и под нулата, но не многу под нулата. Што се однесува до дневните температури, тие и понатамо ќе бележат тенденција на пораст, така да најтопло очекуваме да биде понеделник, кога температурата би се движела од 12 до 19 степени. Така, кажете ми какво време ги очекува сите оние што се за викендов ќе сакаат да излезат надвор? Значи сончево време, претежно сончево всушност, со мала до умерена локална облачност. Оваа облачност би ја имале некаде во југоисточните делови, до Шповардарието, но во препладневните часови по одделни котлини, како што се Демиркаписката, Струмичката, Тетовската, па и Скопската, ќе имаме појава на магла со различен интензитет. Како што, например, денеска во Тетово имавме видливост намалена помалку и од 50 метри. Во Демиркапија видливоста беше околу 200 метри, што веќе во попладневните часови се растури и имаме сончево време со речиси висока температура. Рековте до среда ќе имаме топло време, од среда се очекува драстично да се намалат температурите или ќе останат во овој просек? Така, во четврток очекуваме зголемување на облачноста, што би значило и пад на температурата. Сега имаме наближување на, односно продор на постуден воздух од север, дури од околу 12-13, но се уште е рано да зборуваме за некои за повеќе детали во врска со таа временска состојба. Така, може ли да се очекува 12-13 или пак за нова година дека ќе имаме снег или ќе да чекаме со сонце? Па за нова година се уште немаме податоци за да можеме да ги направиме тие анализи подетално. Меѓутоа за 12-13 снег на планините за сега може, иако не би сакала да дадам повеќе информации во врска со таа временска состојба. Така, ви благодарам за... Благодарам и на вас.